За едни е дари од Пајко Мало, за други е дари од Попова шапка. За некој едноставно човекот што им го спасил животот. А во последно време е дефинитивно човекот од Демир Капија. Здраво, јас сум Весна Ивановска Илиевска од Умно МК. Ова е Умен подкаст, а наш гостин е алпинистот Дарио Милошевиќ. Здраво. Дарио, здраво. Фала ти што дојде. И Фала ви знам нас. колку имаш малку слободно време во последно време и ти благодарам што го одвојуваш за нас. Фала ви на вас на поканата. Разговараме за многу работи денеска. Разговараме за твоето искуство и твојата кариера како алпинист. Разговараме за многу други работи, за спасителството како позив, предпоставувам, во животот. Почнуваме од почеток. Во алпинизмот си долги години. Како почна оваа твоја страст? Шетајки по чаршија, по улиците во Стара чаршија. Да, шетајки по улиците во Стара чаршија, низ Пајко Мало, почна, всушност, многу пред тоа. Уште како дете, почнав со скијање, околу негде на 5 годишна возраст, почнав со скијање. Патем роден сум на море, меѓутоа планините ми стана најголемата љубов. И преку скијањето засакав планините, засакав природата. И веќе во своите рани 20 години, она што викаш, додека шетав по чаршијата, почна малце другава страна да ме повлекува. Тоа беа планините, првиот повик беа планините, почнав да шетам таму. Тоа беа ни времења кога не постоеше... Тоа беа 90 години? 90. Так. Не постоеше интернет, не постоја информации. Ниту мобилни телефони? Ни подразно. Овако, алпинисти во државата во тоа време имаше многу малку и дури кога ќе појдеш во планинарските друштва и преку нив не можеше да ги најдеш. Многу тешко беше да дојде човек во контакт едноставно со таа заедница, мала заедница тогаш. Но шетајки Постоја, но беа малку, така? Да, но едноставно не можев да ги пронајдам, Да. никако. Не можев да стапам во контакт. Шетајки низ планиниве, осеќав порив да почнам да се бавам и со алпинизам и со качување, но нема со кого. И се случи како роденденски подарок. Сосема случајно беше. Јас славев некој роден ден дома, вечерта правевме некоја, знаеш, оние приватни журки дома што си ги правевме на времето, да. И заминаа сите, остана една другарка кај мене, преспа, со бајлето станавме, седевме нешто и се сеќавам дека дури ја допивавме водката од претходната ноќ. Зазвани некој на врата, отварам врата, девојка една, средена, хаљенче, кошулче, нашминкана, фино лепо се, вели здраво, здраво. Јас сум од таа агенција, правам, вика, анкета за скопско пиво. Дали би ми помогнале, вика, сите ме одбиваат. Рекол, на право место си, че ме за пиво влегу. И влезе девојка и додека правевме анкета, се сеќавам дека 52 прашања имаше. Вика, мај, ако не и другарка, ќе ти направи едно, за да излезеш со повеќе од овдека. Така. И додека ја правиме анкетава, јас викам, извини, синоќ ја правевме журка овдека, немам што друго да те понудам, малце водка има останете ако сакаш да ти става. И вели девојка, вика, јас не пијам алкохол, вика, јас се бавам јас сум спортиста. Погледна вака уште еднаш, викам, извини, со што се бавиш? Вика, со алпинизам. Влезе за анкета, замина од кај мене едно 2,5 часа подоцна. Тука тргна муабетот. Разменивме фиксни телефони, вети дека ќе ми јави кога ќе одат на следен тренинг, доколку сакам да дојдам. 3 дена подоцна ми се јави стварно. И така почна целата приказна. Баш онака судбински, а? Да. Тоа беше време, предпоставувам, на матка. Во околина на Скопје нема други места кај што можеш да тренираш. Како во тие години, како се тренираше во тие години? Матка беше, и можам да кажем и дека и се уште е центар за развој на алпинизам. Тоа беше единствено место каде што не единствено место каде што можеш да се качува, меѓутоа најразвиено, каде што можеше да човек да почне да учи
алпинизам, да учи да качува во карпи. Беше сосема поинакво место од она што денеска ја гледаме матка. Беше тивко, мирно, знаевме таму и по 20 дена да не сретнеме никого. Таму беа почетоците, таму се растеше, таму се научија сите основи кои беа потребни за понатака да можам да се развивам и надвор од тоа и на други места. Од кого учеше? Како влезе во тимот? Влегов во клубот, да. Откако Вики, девојката која ме покани, откако ме викна, појдов таму, се запознав со прекрасни луѓе. Веднаш некако кликнавме и ме примија во клубот, тогаш на алпинистички клуб Исак Русо. Почнавме со обука за алпинизам. Имав двајца-тројца постари алпинисти кои се грижа постојано за мене, од кои учев. Меѓутоа исто така и колеги со кои што заедно напредувавме. Така, а се погодивте генерација, да речеме, од твоја возраст, помалку или повеќе? Имаше мање више се. Така. Да. Како се развиваше оваа твоја алпинистичка кариера? Ние се знаеме долго време и во една прилика, не знам каде беше, дали медиум или можеби мала станица, не се сеќавам, те прашав. Подолго време не беше во Скопје, кај си, шо правиш човек? Ти ми рече, се обидов да го качам Матерхорн, и како беше, те прашав, ми рече, планината не ме сакаше. Кажи ми за ова искуство, колку е важно да си доследен до себе, да ги слушаш твоите инстинкти, особено на вакви места кои што по дефолт се опасни по живот, да си го слушаш твојот инстинкт, да не направиш грешка, кардинална, катастрофална. И инстинктот и знаењето играат улога напоредно. За наша среќа, школата за алпинизам во која што ние учевме, не проучуваше само искачување на планини или на карпи. Таму учевме буквално се, од метеорологија, од ориентација, топографија, прва помош, спасување, извлекување, сите тие орудија ги имавме со нас. И кога тоа знаење човек ќе го искомбинира заедно со интуицијата во такви ситуации, мислам дека помага многу да се вратиш назад. Да си дојдеш дома, жив и здрав. Да сватиш дека планината ќе остане таму уште најверојатно неколку милениума, најмалку. А дека ние сме само многу пократко време тука и дека секогаш има друг пат ако ти и твоите пријатели се вратите живи и здрави. Тоа беше почеток на 2000-тите од прилика. Се обидели повторно да го... Да. И пак не пушти. Првиот обид беше од 2000-та година. Тргнавме преку швајцарската страна на Хорли. Разликата во тоа како тоа изгледаше тогаш и како изгледа сега е во тогашниот недостаток на информации. Без мобилни телефони, без интернет редове. Интернет, нема прогноза. Главната работа, прогнозите. Прогнозите, бидејќи во тоа време кога се спремите за било какво искачување или експедиција, едноставно одиш таму на слепо и тој ни се случи впрочем. Дојдовме, како приоѓавме под Матерхорн, се осеќаш енергијата, знаеш дека имаш сила апсолутно да го направиш, едноставно те влече како магнет планинава, и onda влегуваш таму во едно мало биро на водичи, кај што дават некои оскудни информации. И тоа седи една женска од другата страна на шалтерот и ти вика, види, синоќа пред да стигнете падна, вика, имаше олуја, падна нов снег, најмалце наредни 10 дена е комплетно затворена планината, нема шанси. Нормално не би биле ние ако
Не би се обидел. Не би пробали и покрај тоа. Ама, ете, тогаш не сакаше. Отидовме, чекајки подобри услови, подобро време, претрчавме од другата страна на преку Аоста долината, влеговме во Франција во Шамони, отидовме на Монблан, решивме да искористиме малце време тука, тоа пројде исклучително добро, без никаков проблем. Качивме се, симнавме се, вративме назад, пројдовме од италијанска на швајцарска страна, отидовме таму, тргнавме горе, ама неќе, вика. Почна да пукаат громови од сите страни, град да не бие усред Карпа, а не сакаш со 20 кила железо на тебе такви работи. Ни истече времето за, нели, За потфат, луѓе се така, овако ограничени со време и моравме се вратиме. 2 години подоцна, во 2002 се вративме пак и за жал па истата приказна ни се случи. Късмет, што би се рекло. Късмет, едноставно го немаш. И неќе да те тргнавме низ планинава, тоа е во еден момент само свативме дека ако продолжиме, нема ни да се вратиме. Така. Исто, имавме со денови лошо време, доле во базата кај што спиевме. Мене тогаш првпат ми се случи да во експедицијски шатор и во вреќа за спиење да се разбудам и да има толку вода, можев да пливам краал внатре, знаеш, во самата вреќа, зборам. Така да, и тоа не следеше со денови. Така, и секој наш обид и тргање нагоре не враќаше нас. Така, завршуваш исто. Да. Битно и првиот и вториот пат се вративте. Да. Така. Што велиш, планината останува таму ќе биде, нема да се тргне. Важно е да има човекот шанса да се врати. Подолго време човек тешко да те сретне во Скопје, порано беше многу честа поја во Скопје. Но сигурно ќе те најде во Демир Капија. Кажи ми за оваа приказна, како почна со Демир Капија? Љубовта од матка низ годиниве полека се пресели во Демир Капија. Уште во зачетоците на мојата алпинистичка кариера почнав да одам таму, кога за прв пат влегов во тој кањон, едноставно се влюбив во тој дел таму. Ја не верувам дека некој човек не реагирал така кога ќе осети Демир Капија. Прекрасна е, да. Во тоа време се сеќавам имаше некои 3-14, вкупно 3-14 стари алпинистички насоки и све останато беше blank canvas. Значи, не беше допрено. Ме воодушеви и низ годините, постојано со колегите, одевме се повеќе. Во прво време почнавме да правиме првенствени искачувања, се вика, значи, да искачуваме делот таа Карпа, каде што никој претходно не поминал. Што значи првенствено искачување? Значи, прв пат се качуваш на Карпата и прв пат ги ставаш оние клинци за обезбедување, не знам како. Ставаш свое осигурување, да, осигурувањето може да биде во различити форми да биде, меѓутоа првенствено искачување значи искачување на место каде што никој претходно нема поминато, поставувајќи своја опрема за безбедност, која што ако е првенствено најчесто колегата кој доаѓа втор позади вас ја вади, за да имате за погоре. Зошто? Затоа често прашање кога ние го велиме тоа движење во наврска, Карпата може да биде 200, 300, 500, 1000 метри. Јажињата се 50, 60, 70 метри, една должина, се качува и таа се обезбедува. Меѓутоа, веќе зборуваме за некои 15 на кила железа на вас. Така. И не си ни во можност да понесеш повеќе, затоа што тоаш па тежиш и не можеш да качуваш низ Карпата, нели? Така да, во тие 50 на метри кои ги искачуваме, доколку јас сум напред, јажето покусо го поместувам. Ако сум, нема врска. Тоа може бидат и 30 метри кај што ќе застанеме и 40, 50, зависи. Но додека ако на пример јас сум тој кој што води напред, додека качувам поставувам и осигурување. Колегата мој, ова е за првенствените искачувања. Колегата мој доаѓа позади мене. Тој ја чисти таа опрема
За да може веќе во наредната должина повторно истата опрема да ја искористиме. Така. Во спротивно би требало да имаме хеликоптер поред нас Така. кој би ни ја носел опремата. Или шерпа. Па тешко и шерпа да имаш на таков терен. Тие повеќе сакаат да пешачат. Експонирано е доста. Кажи ми. Тоа е. Овако почнавме со таквите првенствени искачувања, потоа полека почнавме и да правиме насоки, да оставаме по нешто за другите качувачи, за следните генерации кои доаѓаат после нас. Потоа исто така и спортското качување влезе на голема врата во Демиркапија, се направија многу сектори, се оклинчија многу насоки, се обезбедија, тие се веќе, да не кажам, ултра безбедни. Така. Овако, и се денеска, може да кажем дека вкупниот број на насоки, оние класични насоки, првенствени насоки, насоки, спортско-качувачки, мултипич, веќе недека на бројка околу 400 насоки. Тоа почна да привлекува и на моje задоволство луѓе од надвор. Полека влегуваме и на европската мапа сме веќе влезени, полека и на светската почнуваме да влегуваме. Се повеќе луѓе од година во година доаѓаат да ја посетат Демиркапија, да уживаат во неза и се одат овдека најстрекни на цел свет. Често зборувам и со колеги и со луѓе заинтересирани за културен и за спортски туризам, особено за овој алтернативниот кој што Македонија има многу да го понуди. Ние не можеме да се носиме со светски туристички центри, но можеме да се носиме со вакви интересни места, атрактивни за многу луѓе од странство кои што би дошле. Кажи ми, каков потенцијал имаат карпите во Демиркапија и колку е искористен? И од културолошки туристички аспект и од спортско-качувачки туристички. Вака ќе ти кажам, не само за карпите, него општо за потенцијалот на Демиркапија и што се има таму, и за жал македонската јавност многу малце знае кои се потенцијалите. Да речам, дури локалното население се уште не е свесно што има во сопствениот двор. Сем тоа што го имаме кањонот, тие прекрасни карпи со исклучително висок квалитет е карпата и идеална за правење качувачки локалитет. Потенцијалот на самата карпа може да оди до бескрај, и 1000 и повеќе смерови може да се направат таму. Меѓутоа, во исто време, во радиус од само 20 км околу Дошница има перфектни услови за развој на планинарство, хайкинг, трекинг, има перфектни услови за развој на маунтбајк, роудбајк, имаме кајак на диви води, имаме рафтинг таму, имаме спелеологија, прекрасни пештери, недоволно ни истражени, овако, birdwatching, исто така, бидејќи регионот изобилува со птици. На врвот на Демиркапија има средновековен град? Не само на таму што има средновековен град, него повеќе локалитети археолошки, голем дел од тоа е неистражено. Така, винскиот туризам е тука, се разбира, тој за среќа полека исто се крева. Сигурен сум дека нешто пропуштам, имаме, уствари во лето имаме и малци да пливаш. На Дошница горе во топлите вирови, кои што за прв пат, освен локалните жители и мала група од нас, до пред короната не ги знаеше никој, сега веќе така. Ги запознаваат полека. Ги запознаа. Има ли интерес од локалното население да се развиваат сиве овие гранки? Види, велиш не се свесни, жална е сликата која што ја гледа. Да, потенцијал има, огромен е, меѓутоа за жал во изминативе години оно што се случува во сите помали места низ Македонија се случува и во Демиркапија. Миграцијата таму е
на страшно Страшно. ниво. Јас се сеќавам кога пред 25 години доаѓавме таму. Таму вриеше од млад свет. Имаше дискотеки, имаше кафичи, имаше се живо и диво. Денеска, ако човек види млад човек, веројатно е негде кај 9 оделение во основно училиште, завршуваат и заминуваат. Некако низ, барем ова е чувството кој што јас го стекнав, еве, во изминативе 3 години, многу поголем дел од времето поминувам таму. Моје чувство е дека оние кои се останати се уште се држат до она што од секогаш го правеле, а тоа е агрокултурата, тоа е винарски крај, меѓутоа за жал сите знаеме дека гранката во Македонија полека изумира. Откуп нема, тоа е во главном и причината зашто луѓето бегаат од таму, бидејќи не можат Те не се занимаваат со не тоа. можат да преживеат, меѓутоа од друга страна ете правиме некои обиди малце да ја подигнеме свеста кај локалното население и да ги натераме, тоест да им објасниме дека многу малце треба да се сработи За многу да добијат. многу да се промени сликата таму. Потенцијал има дефинитивно да тоа место заживее и да не само да ги врати луѓето кои што порано таму живеа, него сигурен сум дека и поголема бројка би можело да има. Јасно. Еден од обидите може за промоција на Демиркапија како регион е интернет страницата Rock Climbing Macedоnia, која што за 2-3 месеци веќе има 4000 следбеници и повеќе претпоставувам и Да, и многу прегледи на едни кратки видеа кои што ти ги снимаш, а и едни малку подолги видеа. Како на монтажен кревет на сред Карпата на Демиркапија се будите на изгреј сонце, пиете кафе, ноќевате таму, делува смрзнувачки малку. Верувам дека е многу возбудливо. Кажи ми за оваа страница и оваа промоција, претпоставувам дека е за привлекување на странски туристи. Зашто станува збор? Rock Climbing Macedоnia е сервис кој што на клиенти им нуди услуги од типот на едукација во качувањето или водење во качување, водачка служба. Една убава приказна која што почна неодамна, ланската година. Јас низ мојот живот, низ годините, доста често водев клиенти, меѓутоа водев во сите сфери. Водев и на трекинг, и на хајкинг, и сум водел и офроуд, джипови, па ја сме работеле дури на обезбедување на тури со коњи, турно скијање, фрирајд скијање, апсолутно, но ни животот, качување се разбира, ни животот нонстоп со таа професија нонстоп се движиш негде кај и секој утро се грижиш дали на групата се е супер, дали течала чешмата кај некој хотел, дали е некој има проблем со појадокот. Као што станем малце почна да ми тежи се тоа, да ти кажам право. И во минатата година донесов една одлука да се обидам, да се стационирам во едно место и да се посветам и на оној дел што ја најмногу го сакам, а тоа е качувањето. Сувата карпа особено. Тука стартуваше таа приказна, тука стартуваше вебсајтот Rock Climbing Macedоnia. На моје изненадување, без речиси никаква реклама, фино поминавме минатата година. Нормално зимата е овако не е сезона за тие работи, да, и ова зима се фокусирав малце повеќе на интернет, тоест на Инстаграм страната. На промоција на Инстаграм страната, која што е направена, да, за промоција на Демиркапија, промоција на кањонот, на она што го работиме таму. И исто така има едукативен карактер, значи ете така, сем тоа што клиентите го добиваат како едукација кога ќе дојдат овдека, еден дел од тоа, tips and tricks, даваме и преку
самата Инстаграм страна, почнав да ја обрнувам внимание негдека на средина на февруар оваа година и на моје големо изненадување 2,5 месеци Не можам да дојдам во Скопје. по 2,5 месеци подоцна страната од 140 следачи стигна во моментов над 4.000, не знам точно која е бројката. А прегледи на видеа одиме и во моментов и до 350.000 по видео. Така да. На одредени видеа, не на сите. Кажи ми, едно од видеата е ноќевање на 200 метри надморска височина на монтажен кревет, обезбеден со јажиња секако. А како реагираат клиентите кога ќе стигнат до креветот за ноќевање? Ќе ти кажам, прво да појаснам, креветот за ноќевање терминот за него е портледж. Тој е термин кој што се користи сега во свет. Се работи за, ајде ќе речеме, монтажен кревет. Не е кревет, тоа е една направа која што ни помага нам како алпинисти, особено кога одиме на долги искачувања, кои траат повеќе денови во Карпа. Каде што треба пауза да се направи за Каде што треба да едноставно не можеш да завршиш во еден ден, да. И се направени за покомфорен престој. Значи, порано ние кога мораше да останеме на Карпа, ќе дадеш некоја толкатска полица од Карпата, ќе чучнеш тука, ќе се заврзеш со јажето и ќе дремеш неудобно, нели, цела ноќ, па најверојатно 5 до 6 пати ќе се разбудиш, паднат и висиш на јаже, па ќе се повлечеш горе. Ова, портледжот е уствари една направа која што ја менува многу таа приказна, го олеснува тој дел. Пло под нозете во воздух. Тежи повеќе, треба да го извлечеш со тебе горе, треба да го монтираш, треба да го направиш, меѓутоа, ако ништо друго, барем ноќта можеш да поминеш удобно. Клиенти како реагираат, луѓе општо како реагираат, како што впрочем и ти реагираше кога разговаравме за ова, нели, како, никогаш не би, нели, страшно изгледа. Нема шанс. Тоа е првата реакција, кога ќе поразговараме малце, кога ќе им го објасниме концептот, се смирува сето тоа. Оно што го правиме таму е комплетна подготовка претходно од наша страна како тим. И апсолутно безбедно. Апсолутно, да. Значи, така да кога ги носиме клиентите на лице место, веќе се е спремно, тие немаат ништо да работат, ништо да се мачат. Ги сместуваме внатре, најчесто првите половина час се така потензични кај нив, уплашени се, нормално е, значи портледжот знае и да мрдне, и да, нели, ветар, тој е сепак лесен, да го мрдат, додека до еден момент додека не сватат дека всушност буквално што и да се случи, цело време се врзани, нема кај да одат, тука се, тоа почнува да ги смирува, разговараме со нив, им ги објаснуваме сите процедури, тврдат дека око нема да склопат ноќта, кога треба да ги оставиме да спијат. И спијат како јагниња. Заспиваат 5 минути од кога ќе влезат во вреките и сабајле дури може да се случи да треба да идеш да ги будиш. Спијат како бебиња внатре. Веројатно, знаеш, после целиот адреналин и шок, тоа меѓутоа и како паѓа ноќта, тоа од искуство сме приметиле дека и они се смируваат, едноставно полека, се станува тоа. И, види, тоа искуство кое што го нудиме е само еден мал дел, кој што сакавме да го приближиме до и до качувачите, но и до оние качувачи кои немаат толкаво искуство, не се бавеле со big wall climbing, тоа е категоријата, значи големите стени, но исто така и до луѓето кои никош не качувале. Знаеш, да може да осетат, да добијат искуство, едно мало искуство од тоа што алпинистите всушност живеат кога се на експедиции, но ова е во лакшери издание. Да, баш. И е фантастична авантура. Има ли клиенти кои што имале страф од височина, го победиле во една ваква авантура? Речи си сите. Јас не само со клиенти, доста низ мојот живот, доста македонски алпинисти им бев
прв учител, да речам, кој инструктор. И сум имал луѓе кои кога доаѓале кај мене тврделе дека имаат не страв од висина, него фобија. Така. Па се убедувавме дека не е фобија, дека сепак се Другото работи е. за страв. Тие ме убедуваа дека е фобија, некои од тие стигнаа и до Еверест. Да. Браво. Така да, се надминува апсолутно. Стравот од височина, всушност, ние го немаме. Повеќе, не ни е вроден, него ни е стекнат. Така, стекнат. Не, уште кога сме мали, само што ги почнеме, инстинктот за качување го имаат и бебињата. Прво нешто што прават, дури пред да одат хоризонтално, почнуваат Така. вертикално да се По кревети, качуваат, а јасно. ние почнуваме да викаме не, пази, не. Ја Едноставно, правиме основната така, грешка. го стекнуваме Така, стравот. така. Овој дел веќе со безбедноста во качувањето не воведува во една сосема друга тема, но која таа е неизбежна кога зборуваме за Дарио. Прв пат откако те познавам, те запознав, беше водно и тамошната спасителска станица. Потоа се префрливте во планинска спасителска служба на Попова шапка. Веројатно има ова многу порана историја. Кажи ми како почна оваа приказна, затоа што ти си еден и од најпознатите спасувачите во Македонија кои што претежно тоа го работат на некаква доброволна база. Како почна оваа приказна? Почна всушност порано, многу порано. Она спасителна станица на водно која што спомнуваш ти е направена негде кај, мислам 2003 при крај или така нешто прилика, не фаќа сега за точно за времето. И тоа беше периодот кога јас со својот тим бевме дел од единица за итни интервенции при Црвен крст. Така. Уште при самото формирање, јас таму го формирав тимот за планинско спасување и таа е дури тогаш направена. Меѓутоа, почетоците на спасувањето се негдека назад во 98 година и тоа, за жал, почна со една огромна трагедија која што пред се Македонија ја доживеа, но за мене беше лична трагедија, каде што на 6 декември 1998 година загубив 4 мои другари од клубот, двајцата мои инструктори, едниот кој што ми беше партнер за качување, во една огромна трагедија, може и се сеќаваш, на Солунска глава во Лавина. И јас бев таа вечер на свадба на најдобар мој другар. Кога се случи тоа, веќе утрото во 6 часот на 7 отидовме со првиот полициски хеликоптер, да. Во потрага, за жал. Знаеме сите што се случи, меѓутоа кај мене тоа беше тригерот. Дали беше? Да, тоа се случи обрат во алпинизмот во Македонија. Едноставно исчезнаа луѓето. Многу голем дел од оние кои во тој момент се бавеа после оваа трагедија, кој се повлече, кој се откажа, кој едноставно родители му расфрлаа се живо и диво на сите страни за да не може. А мене па ми беше некако преломен момент во кој што самиот на себе си реков, тек сега нема назад за мене. Но и тригер да почнам да работам на она што се вика безбедност во планина и да можам и да помогнам на време на секој. Во следните години полека почнавме, сам спомнав и преска, додека учиш алпинизам, исто така учиш и спасување, извлекување, учиш и прва помош. Така. Низ годините почна полека, јас и уште неколку мои колеги и тогашни ученици исто така не поднаучија дека би станале во секое време и би отишле било каде ако има потреба. И често ни се ува, што и да се случише ни се ува, а ние пак секогаш одговаравме на повик. Никогаш не остававме, без разлика
која беше дестинацијата, што се случило, не одбивавме никош, меѓутоа одејќи на таквите спонтани Така. спасителни акции, исто така и учевме многу, меѓу другото и се надградувавме, почнавме во еден момент свативме дека апсолутно има потреба од вакво нешто и почнавме да се надградуваме, да се школував и надвор делумно. И почнавме да набиваме искуство. Тоа одеше до 2003 кога се формираше ова единица за итни интервенции при Црвен крст, каде што формиравме тим за планинско спасување и тогаш беше поставена и првата планинска спасителна станица на водно, воедно и прва официјална станица, не пункт, него станица во Македонија. Мислам дека се уште е таму, и покрај тоа што немам контакт. Таму бевме како волонтери во 2003-2004 година. За жал, знам дека се тешки условите секогаш, меѓутоа, не само што волонтиравме, немавме едноставно, или барем чувството наше беше дека немаме добра техничка поддршка таму. Работевме 2 години малтене со лична опрема, која што исто така се троши. Знам само дека си ги дававме и душата и срцето за да таа служба порасте. Почнавме да школуваме нова генерација додека бевме таму и се случи она што веројатно неминуно ќе се случеше подоцна. Во еден момент сватив дека вежбите, бидејќи во меѓувреме правевме и вежби, јас тоа би го кажал, не вежби за нас, правевме вежби на плоштад. Би го нарекол циркузијада за народ, со хеликоптери, со сценарија, со се живо и диво, но дојде еден момент кога свативме дека таквите вежби за публика беа многу поголем приоритет таму кај што бевме, отколку било кој да праша што се случи со оваа жртва која што ја спасувавте пред некој ден. Ние само во првите 3 месеци на водно зборам, тоа исто луѓето не знаат дека едно водно многу често има несреќи. Ние имавме во првите 3 месеци 64 регистрирани случаи. За спасување. Да, само на водно. Така. Само на водно, и за мене беше многу тежок моментот кога повторно од мене се бараше да направам спектакл со хеликоптери во центарот на градот, а при тоа само 2 дена претходно имав случај за кој што сите знаеа, млад дечко кој што беше во критична состојба, за среќа. Добро се заврши. Се добро се заврши, меѓутоа не дојдоа. Ние бевме, завршиме так. се, меѓутоа никој не постави прашање после тоа што се случи со човек. Така. Добар ли е, жив ли е? За мене во спасителните служби тоа е приоритетот. 2005 поминавме во професионална спасителна служба, тогаш сестринска фирма со оној преубав проект кој што почна Кожув, ски центар Кожув. Таму се работеше исклучително професионално. Имавме одличен тим, имавме страшно голема техничка поддршка, бевме за прв пат и платени да го правиме тоа што знаеме да го правиме. Вистински професионално како што треба. Така, но за жал од причини кои мене не ми се комплетно разјаснети. Никому не се веројатно. Така, сето тоа полека застана и веќе во рок од 1 година тоа запре. Љубовта кон спасувањето остана. Јас од 2008 имам формирано собствена компанија која што е врзана со пред се со работа на опасен терен. Меѓутоа се решив да дел од таа компанија го трансформираме и во спасителна, мала, со мал капацитет, спасителна служба, и така и завршивме на Попова шапка со ангажмани, кај што бевме некои 8-9 години прилика со 2 различни тима, и искрено да бидам многу сме среќен за тоа, тие
зими кои што ги поминувавме таму. Ако наводно за 2-3 месеци имаше 60 и кусур случаи, за овие 7-8 години на Шапка колку случаи имавте? Види, вака, треба да ги пребројам, Отприлика. мање више се е евидентирано што сме правеле, меѓутоа некоја груба бројка која што ја према документација, према одредени записи не од Шапка, него од како започнавме да одиме по луѓе, она што ти кажам, од самите зачетоци, до сега негдека јас лично имам околу 720 интервенции. Огромен дел од тоа се од ски центар Попова Шапка, меѓутоа исто така и многу е голема, прилично е голема бројката на интервенции или спасителни акции надвор од тоа, тоест по нашите планини, по качувачки локалитети, секаде што сме требали. Не можам да го избегнам овој дел од прашањето. Пред 6-7 години, кога се случија две засебни несреќи едно по друго, во едната бевте вклучени и вие, твојата служба, на Попова Шапка, каде што французи и повеќе, мислам дека беа повеќе, двајца французи, се изгубија, скоро потоа кај Макчалан изгубивме двајца млади планинари, Калина и Александар. Ти беше еден од луѓето кои што многу скоро потоа сосема во детални црти опиша што се можело да се направи за да нема негативен исход таков каков што имаше овој случај. Кажи ми, зошто е толку важно да се следат овие протоколи и процедури за да не завршуваат вака млади животи? Вака, Весна, тоа е двата случаја кои што ги споменуваш се всушност случуваат во исто време и во истата ноќ. Едниот е на Шапка, другиот е на кај Макчалан. На Шапка ние бевме тоа со мојот тим горе и го обезбедувавме ски центарот, меѓутоа било кој позив кој што ќе ни го дадеа за надвор од границите, одевме секогаш. Добивме повик од полиција од таму каде што ни кажаа дека има двајца странски граѓани, никој не знае ништо, ни кои се, ни што се, ни каде се, невреме беснееше во цела Македонија таа вечер. Ни кај се упатиле, ни што имаат, ни кои се, ни што се. Значи имавме нула информација, речиси, за да веднаш штом се зафативме за работа, да века почнавме, пробувавме да обезбедиме информации, дојдовме до некој JPEG, скриншот уствари, се работеше за скриншот од GPS, ама скриншот од едно парче, кој што не знаеш ни каде, кој што ни го препрати француска амбасада до полиција. Полиција ни го даде на нас. Само видов една точка таму, предпоставките веднаш отидоа дека е скриншот од каде што последно биле. Се организиравме, бидејќи не се работи за GPS, него е фотографија. Овако успеавме да ги срамниме со реален GPS и да најдеме каде е локацијата и во едно ужасно време. Да, има снимка од тоа. Ужасен терен, буквално ужасен терен. Успеавме да излеземе после 2 часа, да дојдеме до нив и да ги извадиме и можеме да кажем дека они може би има максимум уште 2 часа, доколку останеа таму во тоа невреме. Меѓутоа, го потенцирам ова затоа што тие луѓе беа извадени со минимална информација. Значи, минимална информација. Она што мене лично ме боли и заради што реагирав тогаш е тоа што јас не реагирав веднаш, јас реагирав 2 месеци подоцна, откако ги срочив сите информации кои што меѓу другото кои што дојде и од грчката страна. Она што мене ме заболе е дека во случајот на Калина и Александар многу поинакви беа условите. Калина и Александар беа, за разлика од французите, кои што нула комуникација немаше никаква со нив, они биле 7
часа Во во комуникација. телефонска врска и во комуникација, додека претпоставувам им откажаме телефоните. За жалот, сите оние луѓе кои биле таму присутни, ниту еден не знае дека постои многу едноставен начин. Да, они немале интернет. Меѓутоа, постои многу едноставен начин да и без интернет да кажат каде се, кога веќе имаат телефонската врска и SMS пораките проаѓаат. Се што требало е само еден од тие кој разговарал со нив да им каже дека треба да го уклучат GPS-от, тој е независен од интернет, да се лоцираат самите себе, кај се во моментот, да ги копираат координатите на кои што се наоѓаат и да ги пратат преку SMS. Службите да ги превземат, да ги уфрлат повторно во GPS, решен проблем. Искрен да бидам, за жал ние дознавме дури следниот ден за сето ова. Никој не ни контактираше и исто така жалам што е така, бидејќи толку е многу голема временската дистанца што јас сум сигурен дека да јавија имаше можност дури и од шапка да се спремиме и да појдеме таму и да биде тоа со поинаков исход. Кажи ми во овој поглед, кога сме веќе тука, кога луѓе ќе се најдат во ваква ситуација, верувам дека често се со водичи и така натаму, но кога не се во таква ситуација, што прво што треба да направи човек за да даде сој сигнал, ми треба спасување, се изгубив, не знам кај се наоѓам. Што е прво што треба да направи? Многу зависи од ситуацијата, Весна. Значи, збориме за планини, збориме за непристапни терени, збориме за делумно терени кои не се покриени мрежно. Ситуациите секогаш ќе бидат различни. Многу е поважно, по мене, оние кои одат во планина, да научат процедури како додека чекаат помош да се заштитат. Така. Значи, нормално е, ако имате мобилен телефон, можеш да дојдеш негде каде мрежа со мало поместување без да си го ризикуваш животот, тоа е Наједноставен. мобилната телефонија, Така. морам да бидам искрен дека нам многу ни ја смени професијата, затоа што пред мобилната телефонија потрагите беа исклучително тешки. Поготово загубени 6 лица. Повредени обично секој знаеш кај се, ти имаш дојава дека нешто се. Меѓутоа кога се работи за изгубени 6 лица, се смени приказната со мобилната телефонија, меѓутоа пак ја нагласам, многу е важно оние кои се движат на таков терен да знаат, да научат претходно како да се заштитат. Так. Конкретно во случајот на французите за кои што премалку зборевме, и покрај тоа што беа многу млади деца, наивно влегле во планината, беа голи и боси, да не речам. Значи, смешно беа облечени за тоа невреме. Меѓутоа е една работа која што ете во Франција и од општа култура. Така. Ќе го научиш, бидејќи Така. се алпска земја Да. и што устари нив ги спаси, самите се спасија повторно. Така. Во моментот кога вториот телефон, едниот е веќе изгаснат, кога вториот телефон доаѓа до 1% батерија, дечкото прави скриншот и го препраќа на негов другар во Куманово. И тука се гаси телефон. Значи нема ништо. И ние сме, имаше некоја информација, ние сме под камен PS2. Тоа после се испостави дека е само некоја ознака таму. Так. Никој не знаеше што е тоа каде. Меѓутоа, да не стигнеше тој скриншот до нас, не верувам дека ќе имаше позитивен исход таму, но од друга страна, исто, кога дојдовме таму, момциве без разлика, бидејќи и они не знаат што ќе се случи, веќе подготвуваа, ние ги зачекавме во моментот кога се подготвуваа да се засолнат, копаа бивак во снег, имаа некакво основно Концепт, познавање, така, беа така, што да тргнати од место каде што Така. директно се експонирани на ветар, значи веќе превзеле некои мерки. Така. За да може да ја сочекаат помошта. И тоа е најважното. Јасно. Како ќе дојавиш, некојаш
ќе нема ништо, ќе палиш и оган па да те видат, Така, нели, кај си и што си, некојаш ќе биде тоа мобилен телефон, некојаш ќе јави некој друг дека те нема. Битна информацијата. Така е, битно е да се проследи информацијата. Кажи ми, каков е најчесто изразот на лицето кога ќе видат дека доаѓате, еве, конкретно со французиве, пошто беше, нели, црна темница, ништо не се гледа, Без разлика снег. дали се работи за загубени лица или се работи за повреди или за такво нешто. Нормално е, човечки, уплашени се. Кој ќе те види? Ја види, ја има среќата, ама уште со резерва, бидејќи уште се Така. таму, знаеш. Така. И кај Се нас, во шок и кај нас, претпоставувам. ние сме престрекни кога ќе лоцираме некого, меѓутоа знаеме дека ова е само половина работа. Сега треба и да ги евакуираме, треба и да ги извадиме, треба и да ги транспортираме од таму, не? Треба и да ги донесеме живи и здрави назад. И патем и самите себе треба да се донесеме живи и здрави назад. Но еднаш кога се завршува целата приказна и кога сме на безбедно, како да ти кажам, Тогаш паѓа каменот од срце? све паѓа. Се. Кажи ми, со години апелираш дека Македонија, која што е претежно планинска земја, нема државна планинска спасителна служба. Предпоставувам дека овој факт многу те нервира. Зошто се имаме доведено до ваква ситуација? Верувам дека во време на поранешната држава не било вака. Искрено, после 25 години во таа сфера, Не се ни прашуваме. дури ние не можам више, не можам да најдам крај, не можам да дадам конкретен одговор, затоа што веќе ништо што ќе кажам нема смисла. Сите знаеме дека сме планинска земја, сите знаеме дека во пораст е планинарството, во пораст е туризмот, во пораст е се. 99-та го работев преку Федерација на планинарски спортови овакво првиот проект за предлог закон за спасителни служби. Велиш нема, на хартија има. Дирекција за заштита и спасување има тим за планинско спасување. Ја би сакал, некој од вашата новинарска фела, ако може да го отвори законот, да прочиташ што таму пишува и тоа јавно да се види, затоа што ко мене ме прашаш, смешно е. Смешно е тоа што стои таму. Има некој тим на хартија, имаат купла запослени луѓе во администрација, во оператива, професионалци, запослени нема. Нам, кои што сме во ова, никогаш никој не ни се обратил за такво нешто. Дури се имаат многу пати евувано токму од Дирекција за заштита и спасување кај мене по приватна линија за да одиме и да дадеме помош или да извадиме некого. Сме го правеле повторно тоа на своја рака приватно, така, без никој ни да го покрие сето тоа. И има колку што ја знам, има тимови кои што се формирани од волонтери, тимови за планинско спасување. За жал, најголемиот дел од тие луѓе кои што се таму апсолутно не се остручени за оваа работа. Секоја чест на изузетци така има, познавам неколку колеги кои волонтираат во тие служби. Меѓутоа се случува многу често и кај мене и кај мои колеги да во последниве години да има некака дојава за настрадани, каде што се оди на спасителна акција, каде што на терен излегува најчесто дирекцијата или полиција, и потоа да одиме ние, за жал, не да ги спасуваме оние кои што имале потреба, него да ги спасуваме оние што отишле да ги токму спасуваат. оние што отишле да ги спасуваат, што искрено некако не ми иде у глава и затоа ти викам, не можам да најдам више НЗС на сето ово. Често ова го правите на доброволна основа? Да. Да. Тоа е она човечкиот хуман момент, предпоставувам, кој што пак да се вратиме на тригерот 98 година и цела таа комплексна работа за љубов кон човекот. Се работи за емпатија, се работи за љубов кон луѓето и љубов кон планините. И како да ти кажам, многу пати ми се случило и да се налутам заради состојбите што владат и да кажам, готово.
Не знам кој да ме викне, и па не може да пројде така, знаеш. Штом некој подигне слушалката, во истиот момент се паќаш за опремата, Се пакуваш. почнеш да се пакуваш и одиш, едноставно не ти дава душата и срцето да оставиш некого. Кажи ми, Итан, син ти, дали има наследено дел од твојот ген, љубов кон планина, кон карпи? Сака природа, кога пред да се роди, кога се роди, сите ми вика, ти ќе правиш голем алпинист од него. Прво нешто што реков, се молам да не е. Знаеш, како еден блесав у фамилија доста. Доволно. Сосема доволно, а и знаеки ја ни што сум поминал, не би сакал него да го мислам. Така. Знаеш. Да. Се бави со качување строго на негова иницијатива, кога он ќе побара, не притискам ништо. Дали си го носи генчето, си го носи, Така. да. Сака природа, сака и скијање, сака и качување, меѓутоа не му се прва преокупација, ја се бави со се бави со кошарка. Супер му е, мене ми е супер, јас сум исто така среќен. Детето ми е на топло, у сала, на покриено. Да. Така да, окей сме, да. Од време на време ќе изрази желба, тој другарчиња негови, ќе изрази желба дека сакат да качува, тогаш нема проблем, инстант. Ги зимам, одиме, се забавуваме, уживаме. Ето на некои од тие снимки на Инстаграм се појавува и он, меѓу другото, да. И кажи ми за крај, како би сакал да ја видиш Демир Капија во твоите соништа, во каков развоен центар? Шамони во Франција или Кортина ди Ампецо во Италија, во Доломити. Искрено, знам дека го има потенцијалот. Се што треба е, прво, сега јас велам ние кои што сме таму, бидејќи се рачунам веќе и себе како дел од тоа таму. Прво ние кои што сме таму да се потфатиме малце повеќе за работа, да посветиме малце внимание, да почнеме да ги подотвараме вратите, а потоа треба малце и државата и институциите да обрнат внимание каде ни се потенцијалите и наместо да градиме хидроцентрали и да го уништуваме она што го имаме таму, да земеме еден друг пристап и да почнеме да и си ја чуваме природата, а со тоа и да претвориме во атракција пред се за нас, Јасно. за Македонија, а потоа и за секој кој од надвор би дошол. Моите искуства со клиентите кои доаѓаат, зборам за странците, сите доаѓаат со мали очекувања, сите одат со вау. Никогаш во животот не помислив дека доволку има и дека доволку убаво ќе поминам и Така. тоа е едноставно. Би сакала сите да ја видиме Демир Капија вака ти како што ја замислуваш и ги повикувам и сите што го слушаат овој муабет да дојдат да ве посетат затоа што верувам дека ќе биде фантастично доживување. Ти благодарам што беше гостин во нашиот умен подкаст и се надевам дека повторно ќе ни дојдеш. Ти благодарам, Весна, и јас.